Двојните стандарди на либералниот поредок нам ни го оспорија правото на идентитет, но и правото на просперитет, порача председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов во своето обраќање на петтиот глобален Баку форум кој се одржува денеска и утре во Баку, Азербејџан. Говорејќи за иднината на меѓународните односи, низ призма на геополитиката и географијата, председателот Иванов го посочи парадоксот со кој се сочува Македонија во однос на либералниот поредок и поривот за слобода. Иванов исто така истакна дека македонската независност пред 26 години започна со славење на политичкиот либерализам и на либералниот поредок, а идејата за слобода имаше мог да го трансформира нашето општество. Македонија стана предводник на европската и на евроатланската интеграција на регионот, речи Иванов, кој дополни дека сепак се соочи со голем парадокс. Македонија е случај на колапс на либералниот поредок по Втора светска војна. Македонија е единствена земја што Обединетите нации нема право на сопствен идентитет и се оспорува правото на самоидентификација. Основното право на секој поединец и на секоја држава на меѓународниот поредок. На Македонија е ускратено правото на просперитет и се блокираат нејзините НАТО интеграции, евроинтеграции. Тоа ја кажува, го покажува лицемерието на овој меѓународен поредок со двојните стандарди. Затоа на случајот Македонија колабира и светскиот поредок и меѓународниот поредок. Председателот Иванов исто така истакна дека поредокот е во криза, а не самата идеја на слободата, прашувајќи дали оваа нестабилност е само епизода што ќе помине или дефинирачки момент во историјата на светот. Инаку на глобалниот Баку форум во организација на Меѓународниот центар Низами Ганџави учествуваат над 100 актуелни и поранешни председатели, премиери и министри, голем број истакнати личности од општествениот и политичкиот живот, како и представници на програмата за млади лидери на глобалниот форум. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов денеска во Баку оствари средба со председателот на Република Азербејџан Илхам Алиев. Заедничка констатација на двата председатели беше дека односите меѓу двете држави кои ги карактеризира пријателство, континуиран диалог и разбирање е потребно да се прошират во конкретни области од заеднички интерес. За време на работната посета председателот Иванов ќе оствари билатерална средба со председателот на Албанија Бујар Нишани.